Специјалното јавно обвинителство отвори истражна постапка наречена Таргет против 10 вработени во УБК кои се сомничат за незаконско прислушување. На пресконференција кажаа дека постоело основано сомнение дека преку системите за следење од 2008 до 2015 година незаконски биле следени 4286 телефонски броеви. Прислушувањето според СЈО се вршело неколку години наназад преку 3 системи за следење на комуникациите. Доказите со кои во овој момент располагаме упатуваат на основано сомнение дека преку системите за следење на комуникациите во периодот од 2008 година до 2015 година незаконски била следена комуникацијата на најмалку 4286 телефонски броеви. На пресот на СЈО стигна експресна реакција од ВМРО ДПМН. За партијата со денешната пресконференција само се потврдиле сомнежите на граѓаните дека СЈО и Катица Јанева се само продолжена рака на Зоран Заев. Катица Јанева денеска не објасни како председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, тогашниот директор на УБК Сашо Мијалков и сите останати функционери на ВМРО ДПМН беа лицата кои беа најприслушувани. Таа срамно се обиде да го покрие аболицираниот криминалец Зоран Заев и неговиот пријател Зоран Верушевски. Катица Јанева денеска не ја објасни нивната скајп комуникација за заштита и подршка од чадорот, ниту скајп комуникацијата дека ќе се лее крв до колена. Впрочем и изјавите на Заев и неговите ветувања, дадени на албанската диаспора, се недобриот доказ за пучот кој бил подготвуван на Македонија. Многу почесно ќе беше кон граѓаните, доколку Катица Јанева се кандидираше за носител на листа на СДСМ, наместо на овој начин да ја злоупотребува службената положба и овластувања. Инаку во интервју за еден неделник председателот на СДСМ Зоран Заев практично го најави овој случај, велејќи дека очекувал во текот на ноември да се соопштела вистината за тоа кој и како прислушувал во Македонија.